Денови на француската култура. Македонија пулсира во духот на француската уметност, концерти, изложби, угостителски услуги во стилот на францускиот гарсон. Задоволството од динамиката и атмосферата за промовирање на вредностите на француската уметност и на францускиот јазик не можеа да ги скријат ниту гостите во Македонија дојдени за деновите на франкофонијата, кога во месец март ни светот се шири позитивното чувство за мир и солидарност. Пручениот експерт за африканска култура на француски јазик и професор по книжевност Бернард Моралис ги анализира вредностите на културниот диалог, солидарност и отвореност према сите култури. Во светот во кој доминираат глобализацијата и унификацијата раководени од големите сили, важно е да постои можноста да се здружат некои држави со заеднички вредности, форми на уметност, книжевност и со се што може да ги соедини. Parce qu'ils ont des valeurs en commun, des formes d'art, de littérature sur lesquelles ils peuvent se rencontrer. Et j'ai pu constater aussi que Констатирам дека во однос на изражувачите и професорите од македонска страна постои значајна група што се интересира за франкофонската култура. Она што ни е представено овде говори за голем интерес и за оригиналност. Франкофонијата промовира културен диалог како инструмент за мир, демократија и човекови права. Основана е во 1973 година на конференцијата на шефови на африкански земји на Франција. Традиционално се пренесува пораката за братство и солидарност, разбирање и толеранција. Ова е така наречената година на Сенкор. Се чествуваат 100 години од раѓањето на оваа маркантна фигура во развојот на диалогот за мир и зајакнување на братството меѓу народите. Новинарот Жан Мишел Джијан е автор на повеќе книги од политиката и културата. Го промовира делото за основоположникот на франкофонијата, Леополд Сенгор Седар. Неговата поезија, образование и заложба за вреднување на разновидни култури се во фокусот на вниманието меѓу франкофонистите. Ce qui m'a inspiré sur la question de l'écriture du livre, c'est Тоа што ме инспирираше да ја напишам оваа книга беше интересот за културата и за уметноста на еден човек од 20-тиот век. Que la culture est supérieure à la politique. Et c'est assez rare dans l'histoire. Сенгор секогаш велеше дека културата е над политиката. Реткост е во 20-тиот век еден човек, голем мислител и професор, да го слави францускиот јазик во функција на голем политички чин, а истовремено да биде и голем поет. Идејата да го стави францускиот јазик во центарот на својот живот и во центарот на светот беше начин да ги слави уметноста, создавањето и духовното, наспроти материјалното. Архивираните записи од 1975 не носат во Западна Африка. Во придружба на древните африкански музички инструменти се слуша стихот на поетот на Црната жена. Така го нарекуваат Сенгор, културен деец, политичар, прв председател на Сенегал, кој на француски ги изразувал ритмовите на Африка. Sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche. Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'est. Tam-tam sculpté. Вода од пашиниот амам во центарот на интерес на четворицата франкофонисти, македонската уметност. Некои од нив турпат се во Македонија. Ги евоцираат спомените за деновите минати меѓу Сенгор и неговиот близок пријател македонскиот поет Ацо Шопов. Амиду Сале сенегалец, израснат во куќата на Сенгор, се нарекува негов духовен син, бил долгогодишен советник во времето на неговото председателствување со Сенегал, кога со Шопов ја споделувал поезијата. Можам слободно да кажам дека односот меѓу франкофонијата и Македонија започна со двајца луѓе. Сенгор и неговиот пријател македонскиот поет Ацо Шопов, тогашен амбасадор на СФРЈ во Дакар.
кои што дадоа голем придонес во приближувањето на културите на двете држави, што е и основната цел на франкофонијата. Ова движење не е само францускиот јазик, се разбира дека тој е главен, но се работи за комбинација на јазикот и вредностите што тој ги развива. Тука има група луѓе од Африка кои се сретнуваат со други луѓе приврзани на културата на својата земја, Македонија, и тие ги споделуваат своите вредности. Et ils convergent vers des valeurs qui sont universelles. En fait, c'est ça la francophonie. Во Народната универзитетска библиотека, под закрила на Меѓународната организација на франкофонијата, чествување на 100 години од раѓањето на Сенгор. За љубителите на франкофонската уметност изложба, фотографии кои ги евоцираат спомените за човекот кому светот му одолжи благодарноста во заложбите за ширење на мирот и толеранцијата. Сенгор беше голем пријател на Македонија. Се присетува и Јасмина Шопова, која живее и работи во УНЕСКО во Париз. Забележително, темпераментот и знаењето за франкофонијата ги наследила од нејзиниот татко, па годинава е и дел од организацијскиот одбор за чествување на Сенгоровите заложби. Бидејќи Македонија не е по дефиниција франкофона земја, мислам дека нашите гости не очекуваат дека волку е присутно името на Сенгор и дека франкофоната литература има таков одек во нашата публика. Затоа тие навистина беа импресионирани од нивниот престој овдека, како во ректоратот, така и во Националната универзитетска библиотека, во која што навистина стотици луѓе дојдоа да го слушнат чествувањето на Леополд Седар Сенгор. За 63-те франкофонски земи заедничка, меѓународната политика и комуникација врзани за еден начин на размислување. Директорот на Високиот франкофонски совет Кристијан Валантан во времето на ширење на глобализацијата, проширувањето на франкофонијата го лоцира во интересот за проектна соработка во стопанството, образованието и медиумите со интеркултурна комуникација. L'intérêt de la francophonie d'avoir la Macédoine en son sein. Интересот на франкофонијата да ја придобие Македонија како своја членка лежи во зајакнувањето на културната разновидност на франкофонските простори. Многу држави што не се дел од оваа група се привлечени токму заради таа разновидност на франкофонскиот свет. Причините што оваа група прифаќа држави како што се Македонија или како Босна и Херцеговина и Хрватска, кои што се наблюдувачи, е тие да влезат во франкофонијата и да ги зајакнат незините вредности со активно учество на оваа меѓународна организација. Le côté, les valeurs de la francophonie à travers leur adhésion à l'organisation internationale.